слушав колегата Крмов и ќе се надоврзам дека страдаме од лошите политики на оваа влада, која Република Македонија ја направи корумпирана држава, и оваа реконструкција е само за спас на владата на Ахмети Ковачевски, која втурна државата во амбис. Народот не знае како ќе го помине месецот. Граѓаните на Република Македонија се соочуваат со секојдневни економски проблеми, кои им го отежнуваат начинот на живење, додека одредени политичари и функционери материјално се богатат и бескрупулозно ја замајуваат јавноста со лаги и измами. СДСМ и ДУИ го уништи здравствениот систем во Република Македонија. Во изминатите 2 години, откако се на власт, во здравството владеа хаос и секојдневно сме сведоци на скандали и матни тендери. Наместо да го подобрат здравствениот систем, истиот го користат за лично богатење. Се живеели подобро откако сте на власт, ќе прашам. Анкетата на Меѓународниот републикански институт ИРИ како најголеми проблеми со кои се соочува државата ги наведе првите 4 со кои се соочуваат граѓаните: високите цени, сиромаштијата, нискиот животен стандард, економската ситуација и ниските плати и пензии. Со зголемување на инфлацијата и цената на електричната енергија и другите економски показатели покажуваат дека граѓаните не им веруваат. Државата ја однесоа во погрешна насока. И тоа не е се. Во државата има разорна инфлација, храната поскапе, струјата исто така, корупцијата цвета. Секој ден само скандали. Затоа народот масовно ни се иселува. Го уништија и образовниот систем. На брзина започнаа реформи, а сега излегуваат на виделина грешките во учебниците. 200.000 пензионери живеат со 10.000 денари месечно, а многу семејства со 100 денари дневно. Го променија името, ја менуваат историјата, културата на нашите корени, го понижија македонскиот народ. А што може друго да очекувате од луѓе без почит за гордост на својот народ? Освен предавство, ништо друго не сработија. Колега Крмов, очекувам сите заедно да кажеме доста на оваа расипничка влада. Реплика